Те поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Данило ми го отстапи и останатото време на мене, а јас ќе го отстапам на Божјата реч. Во одговор на прашањето, кога треба да дојде Христос? Најважното прашање што го поставувале луѓето кога ќе се сретнат со некој што проповеда за второто Христово доаѓање. Ќе видиме дека на ова прашање постојат повеќе одговори. Да видиме како тоа изгледало во времето на апостолите, односно како тие би го одговориле прашањето, кога ќе се врати нивниот Спасител. И ќе почнеме да читаме неколку стихови поред. Да отвориме најнапред во првото послание на апостол Петар, првото соборно послание на апостол Петар. Во 4 глава ќе ги прочитаме зборовите од 17 до 19 стих. Што ни кажува апостол Петар? Вие денеска зборувавте за судот, споменавте и некои години во врска со судот. Меѓутоа, што ни кажува апостол Петар? 17 стих што ни кажува? Зашто време е да почне судот од Божиот дом. Понатаму, а ако почне најнапред од нас, тогаш каков ли ќе им биде крајот на оние кои не му се покоруваат на Божиото Евангелие? И кога праведникот од 20 се спасува, тогаш што ќе стане од безбожниците и грешниците? И така, оние што се радат според волјата на Бога, нека му ги предадат нему, како на верен Создател, душите своји, правејки добро. Ова го знаете. Меѓутоа, дали забележавте на почетокот, во 17 стих, вели време е. Апостол Петар звучи како да во негово време било време да почне Божиот суд. Многу интересно. Че апостол Петар не вели после 18 века ќе започне Божиот суд. Или после 20-21 век. Туку тој тоа го кажува во негово време. Едното не мора да противречи на другото. Да прочитаме некои други стихови. Која глава во Светото писмо најмногу зборува за второто Христово доаѓање? Матеј 24. Да. Откровение зборува исто така. Матеј 24 глава. Во целата оваа глава Господ дава одговор на прашањето, кажи ни кога ќе биде тоа, кое? Рушењето на Ерусалим и храмот. И кој е знакот за твоето доаѓање и свршетокот на светот? Значи, тоа е прашањето. На тоа прашање Господ дава одговор во целата оваа глава. Сега. Јас нема да читам се што е тука кажано. Сме го читали многу пати, сте го читали и вие многу пати. Исус зборува за знаците на неговото доаѓање, но би сакал да
обрнеме посебно внимание на текстот од 29 стих па надолу, каде што тој ги споменува последните знаци. Значи, оние што непосредно го најавуваат неговото доаѓање. И што вели? Например, и веднаш по маките на тие дни, сонцето ќе потемни, и месечината нема да ја дава својата светлина, и звезди ќе паѓаат од небото, и силите небесни ќе се разнишаат. Значи, ова звучи како да е сосем на крај, и силите небесни ќе се разнишаат. И доказа тоа е наредниот стих, 30-тиот. Тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот човечки, и ќе се распочат сите земни племиња, и ќе го видат Синот човечки како доаѓа на небесните облаци со голема слава и сила. Значи, ова е самиот крај, нели? И ќе ги испрати своите ангели со силен трубен глас и ќе ги соберат неговите избраници од 4 ветра, од едниот до другиот крај на небесата. Со смоквата направете споредба, штом ќе се подмолат незините гранки и пуштат лисија, знаете дека е близу летото. Така и вие, кога ќе го видите сето тоа, знаете дека е близу пред вратата. Меѓутоа, после сите овие кажани зборови, Исус вели: вистина ви велам, нема да помине овој род, додека сето тоа не се исполни. Преводувачите имаат мака со овие Христови зборови. Буквално треба да се преведе, како што стои во некои други преводи, нема да помине оваа генерација, додека сето ова не се исполни. Исус на своите ученици им давал одговор, кој што звучел исто како нивното прашање. Како да второто Христово доаѓање требало да се случи во нивно време, во првиот век, во времето на апостолите. Да прочитаме некои други стихови. Матеј 10:23. 10 глава, 23 стих. Во оваа 10 глава Исус зборува за некој, им најавува на своите ученици, кои што ги праќа во мисионска служба, за тоа што се нив ќе ги снаоѓа во тоа дело. Например, вели, како ќе ве одведат пред судови, пред цареви, пред управници, како брат брата ќе предава на смрт, татко чедото свое, ќе станат и деца против родителите и ќе ги убијат. Ќе бидете намразени од сите заради моето име, но кој претрпи до крај ќе биде спасен. Зборови што подсетуваат на знаците за второто Христово доаѓање. 23 стих вели, ако ве бркаат од еден град, бегајте во друг. Зашто вистина ви велам, повторно ова вистина ви велам, нема да ги обиколите израелските градови додека дојде Синот човечки. Навистина, израелските градови и ден денес не се евангелизирани до крај. Меѓутоа, Исус звучи како да сето ова требало да се случи во првиот век. Што читаме во Матеј 16:28? Да прочитаме таму, 16 глава, 28 стих. Пошто овие е најпозната 16 глава од Матеј. По Петровиот одговор за карпата. Меѓутоа, после тој разговор, малку понатаму, во 28 стих, Исус зборува за своето второ доаѓање, бидејќи во 27 вели, зашто Синот човечки ќе дојде во славата на својот Отец, со ангелите своји,
и тогаш ќе му даде на секој според делата негови. 28 што вели? Вистина ви велам, по трет пат. Тука стојат некои што нема да вкусат смрт, додека не го видат Синот човечки како доаѓа во царството свое. Што значат овие зборови? Токму кога ги кажува овие зборови, Исус вели вистина ви велам. Токму кога звучи како да неговото доагање треба да се случи во првиот век, Исус вели вистина ви велам. Дали Исус е лажен пророк? Дали се некој муслиман да дојде да ви рече е лажен со овие стихови. Иако тие го признаваат Исуса за пророк, за вистински пророк. Може би некој атеист. Не ги исцрпевме сите стихови. Што ни кажува апостол Павле да видиме во Римјаните 13 глава? Римјаните 13 глава 11 и 12 стих. И така, и тоа правете го, знаејќи го ова време. Веќе дојде часот да се разбудите од сонот, зашто спасението е сега поблиску до нас, отколку кога поверувавме. Ноќта одминува, а денот се приближи. Да ги отфрлиме пак сите дела на мракот и да се облечеме во оружјето на светлината. Се споменува време, веќе дојде часот, денот се приближи. Крајот на се приближи. Има еден друг таков стих во Новиот Завет. Кога се приближил денот? Дали апостол Павле го очекувал второто Христово доаѓање во негово време? Да. Дали другите апостоли го очекувале во негово време? Според овие стихови можеме да речеме да. Нема логика овие стихови да бидат напишани, а да поминат уште 2000 години и се уште да постои овој грешен свет. Се сеќавате на Петровото прашање во врска со Јован. Јован 21 глава 23 стих. Исус му рече во 22-иот: ако сакам тој да остане додека јас дојдам, тебе што ти е? Да, само тогаш немало турски. Ти врви по мене. И се пренесе овој збор меѓу браќата дека тој ученик нема да умре. Но Исус не му рече дека нема да умре, туку ако сакам тој да остане додека дојдам, тебе што ти е? Иако Христовите зборови не ги протолкувале исправно, сепак, зашто учениците помислиле воопшто дека може би апостол Јован никош нема да умре? Затоа што било реално да го очекуваат второто Христово доаѓање во нивно време. Значи, не дека очекувале дека апостол Јован ќе биде вознесен на небото како Енох и дека така нема да умре, туку затоа што го очекувале крајот во нивно време.
Прво послание до Коринтијаните, 7 глава, 29 до 31 стих. Што е тука апостол Павле? Ова ви го велам, браќа, зашто времето натаму е кратко, та оние што имаат жена да бидат како да ја немаат. Не знам дали вие во 21. век се согласите со вакво нешто. Меѓуто, овој го напишал ово во 1. век. И кои плачат, како да не плачат. И кои се радуваат, како да не се радуваат. И кои купуваат, како да немаат ништо. И кои се ползуваат од овој свет, како да не се ползуваат. Затоа што минува обликот, ликот на овој свет. Интересно. 10 глава, 11 стих. Зборувајќи за сите полуки што се запишани во старозаветната историја, истиот апостол вели, сето тоа им се случуваше ним, за да служат како пример, а беше напишано нам за опомена, до кој стигна крајот на вековите, или крајот на светот. Според апостол Павле, во негово време, кога сме веќе кај крајот на светот, или вековите, се сеќавате како почнува посланието до евреите. Евреите 1 глава, 1 стих. Многу ве листам, денеска. Бог кој во старо време, откако многу пати и на многу начини им зборуваше на нашите предци преку пророците, во овие последни денови ни зборува преку Синот, кој го постави за наследник над се, преку кого ги создаде и вековите. Последното време е времето во кое што живееле апостолите. Читаме во нивните списи. Истото послание, 9 глава, 26 стих. Кога проучувавме за светилиштето во септември, ги читавме подетално овие стихови, но сега само 26-тиот заради временскиот аспект. Значи, изборувајќи како Исус не се принесува себе си многу пати како жртва, инаку тој би требало многу пати да пострада од созданието на светот, а сега вели еднаш за секогаш, до крајот на вековите, се јави за да го однесе гревот, откако се принесе себе си сам како жртва. Овој превод покажува дека преведувачот исто така имал проблем. Дека апостол Павле вели дека сега кога Исус се принел еднаш за секогаш, тоа се случува на крајот од вековите. Како што денот на помирувањето било нешто на крај во однос на секојдневната служба, така апостолите го сваќале своето време, времето после крстот, како крајот во однос на сета претходна историја. Дали тој крај морал да трае 2000 години? Дали морал да трае 19 векови? Не, Прво соборно послание на апостол Јован 2.18. Прво Јованово, 2 глава, 18 стих.
Значи, 1 Јованово 2.18. Чеда, последен час е. И како што се слушале дека ќе дојде антихрист, и сега веќе се појавија многу антихристи, од тоа разбираме дека е што? Последниот час. Значи, апостол Јован не чекал да се појави папата после неколку векови, туку затоа што уште тогаш гледал дека се појавуваат многу антихристи, заклучува, по тоа разбираме дека е последниот час. Последното време. Јаков што ни кажува, 5 глава. Дали и тој сметал дека живеел во последното време? Соборно послание на апостол Јаков, 5 глава. Еве што пишува Јаков за светската финансиска олигархија, која што прави и војни, и кризи, и сето друго поред. Ајде сега вие богати плачете и липајте за страшните маки што идат на вас. Богатството ваше изгни, а лиштата ваши молци ги изгриза. Тој дури потребува минато време. Златото ваше и среброто ви заърѓа, како да е веќе сторено сето тоа. И ргета нивна ќе биде сведоштво против вас и ќе го изеде телото ваше како оган. Сте насобрале богатство за последните дни. Некој ќе речем, ова е пророштво за последното време. Меѓутоа апостол Јаков пишува како да е тогаш последното време. И ќе завршиме со откровението. Но тука некаде на почеток само. Откровение 1 глава. Откровение 1 глава. Што вели веднаш првиот стих? Откровение на Исус Христос, кој му го даде Бог, за да им го покаже на слугите своји она што треба да стане кога? После 2000 години, во текот на наредните 20 векови, она што треба да стане скоро. Скоро. Третиот стих што ни кажува? Блажен е оној кој чита и оние што ги слушаат зборовите на ова пророштво и пазат на напишаното во него. Зашто времето е близко. Колку ви изгледа близко, ако се работи за 2000 години? Зошто самиот Спасител и неговите ученици зборувале, пишувале и го очекувале второто Христово доаѓање во првиот век? Тоа е прашањето што треба да го одговориме. Зошто Спасителот не се вратил во првиот век? Јас ќе ве оставам да размислувате за овие прашања. Ако даде Господ живот и здраве, ќе ги одговориме следната сабота.